Религиозно и организирано празнување практикуваат штипјани во рамки на познатиот обичај Четрсе. Прво, тоа е поврзано со силната вера на 40 римски војници, кои заради Христос претрпеле сурова смрт со каменување и фрлање во замрзнатото езеро. Организираното празнување пак го опфаќа она што денес е влезено во листата на светско нематеријално богатство на УНЕСКО. Едното потекнува од 320 година од новата ера, од казнувањето на римските севастијски војници, а другото потекнува од средниот век или односно од османлиското владење, кога на тврдината се одржувале пеливански игри, кои што денеска се многу се заборавени, не се практикуваат, меѓутоа во минатото на овој ден секогаш се одржувале пеливански борби. Додека од тогаш наваму, значи континуирано овој ден го чествуваат граѓаните на Штип, а во последно време доаѓаат да го испочитуваат овој празник и луѓе од другите градови од Македонија, затоа што од 2013 година тој е влезен веќе и во во УНЕСКО. На овој ден штипјани, но и гости од цела држава го продолжуваат обичајот со искачување на тврдината Исар, собирање каменчиња и поздравување со 40 луѓе. Денеска се е во знакот на бројот 40. Уште од раните утрински часови граѓаните на Штип и млади и стари се качуваат на тврдината и свртени кон реката Брегалница фрлаат 40 каменчиња, односно ги фрлаат 39 каменчиња, а 40-тото го задржуваат во себе и оние кои што се немажени или неженети вечерта го ставаат под перница, верувајќи дека таа ноќ ќе го сонуваат својот един сопатник. Друго нешто кое што се практикува на овој ден е самото поздравување меѓу луѓето. Сепак се бројат 40, што значи дека се она што се правило во минатото на овој ден, па и денеска, иако постепено се отфрлаат некои работи, меѓутоа е во знакот на бројот 40. Жителите на Исарското мало овој ден го празнуваат како нивна слава и пречекуваат гости. И самиот назив, но и секој обичај се поврзува со бројот 40, што повторно навраќа на религиозно празнување со измачувањето на 40 римски војници. Претходно домакинките правеле 40 мекици, а домакините послужувале 40 чашки ракија. Сепак денеска овој обичај не се практикува до таа мера, но останува да се пренесува искачувањето на тврдината Исар, како спој на сите возрастни групи, социјални класи, етнички, верски, религиозни групи. Празникот поттикнува заедништво и солидарност меѓу жителите на градот под Исарот.